Нема никаков сомнеж дека Европската Унија сака да ве види како полноправна членка, порача евроамбасадорот Михалис Рокас на седницата на Националниот совет за евроинтеграција, во кој тема на расправа беше клучните аспекти на процесот на европската интеграција. Тој не заборави да потсети дека земјава успешно ги исполнува обврските од реформската агенда, но посочи дека членството е клучно за забрзан развој. Сепак нагласи дека е потребно постигнување резултати на полето на владењето на правото. Секако со помошта на европската делегација сметаме дека успешно може да ве подготвиме кон вашиот пристап кон Европската Унија. Предусловите за земјите се отворени поглавја за преговарање, но исто така тие се многу строги во однос на имплементација на владењето на правото и целосно усогласување. Председателот на Советот за евроинтеграција Бенко Филипче истакна дека власта врши влијание врз правосудството, а рече и дека намерно го запира европскиот пат, нарекувајќи го еден вид државен удар. Со жалење може да констатирам дека се лоши последните извештаи од страна на Европската комисија, од сите официјални лица кои што доаѓаат од Европската Унија. Влијанието од оваа власт на правосудството, на независноста на правосудството, отворено влијание од страна на највисоките инстанции на власта, слабиот перформанс во борбата со корупцијата, влијанието на српскиот свет и со тоа влијанието на Русија на овој регион. Прашањето дали намерното запирање на европскиот пат не е форма на државен удар. Првиот вице-премиер и министер за европски прашања Беким Сали посочи дека владата работи на клучните точки од стратегијата за реформи во делот на правосудството. Në gjyqësor është evidentuar zbatimi i strategjisë së reformës 2024-2028. Ligji i ri për Këshillin Gjyqësor dhe ndryshimet për në ligjin për Këshillin e prokurorëve publik. Megjithatë, mbeten sfidat në pavarësinë e gjyqësorit, autonominë e prokurorisë, kapacitetet kadrovike e financiare dhe rreziqet e politizimit. Инаку во владата денеска се одржа состанок посветен на реформската агенда, на кој, како што информираа, беа разгледани досегашниот напредок, тековните активности и следните чекори за навремено исполнување на предвидените обврски.